Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис денеска ги презентираше резултатите од истражувањето Слободата на интернет пред студентите од Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Елена Трифуновска од Метаморфозис вели дека интернет медиумите не се регулирани во постојниот закон за медиуми. Со тој одговорноста кога некој од човековите права е прекрашен, тешко е да се докаже, а зашто може да се види и низ минималниот број на случаи кои завршиле во судовите. Таа најави дека многу важно за медиумите е што од 25 мај стапува на сила Општата регулатива за заштита на личните податоци. Тоа е нова регулатива директно применлива во сите земји членки, но и за нас истото ќе важи. И за прв пат медиумите, иако се повластена категорија, односно не одговараат на сите одредби на Законот за заштита на личните податоци, останува да бидат, да речеме, една привилегирана категорија, меѓутоа за прв пат се воведуваат критериуми врз основа на кои што медиумите и медиумските работници ќе треба да се раководат при објавувањето на одредена вест, а која што содржи лични податоци. Значи, системот како тест, да речеме, кој од личните податоци треба да биде објавен во одредена вест, а кој не, ќе биде веќе појасно и поконкретно представен низ оваа регулатива. Дејан Георгиевски од Центарот за развој на медиуми, кој учествувал во оваа анализа, забележува дека интернет медиумите имаат големо влијание во една заедница, но и на глобално ниво, а тоа се гледа низ случаите со Брекзит, председателските избори во САД, а и дел од македонските веб и интернет страници кои функционираат како пропагатори или за односи со јавност на соодветни политички партии. Интернет донесе многу промени. Едно од најзначајните е тоа што помогна, овозможи процесот на јавно информирање да се прошири на многу повеќе актери, а не само на новинарите кои што тоа го прават на една форма која што е до некаде ограничена слободно на изразување. Меѓутоа денес може да информираат сите, секој што има мобилен телефон, Facebook профил или Twitter профил, може да известува за што сака, на начин на кој што сака, без да се грижи многу за стандардите на новинарската професија. Проблемот со интернет медиумите треба да се решава во текот на наредниот период. Резултатите од ова истражување се достапни за јавноста.